Со доаѓањето на пролета некако сите почнуваме повеќе да размислуваме за тоа што ќе биде ин и тренд во пролета и во убавите топли месеци кои што ни доаѓаат. Токму ова утро ние ве поздравуваме од ателието на дизајнерката Маја Деспотовска, со која што ќе разговараме повеќе за модата, за тоа што ќе се носи ова пролет, за нејзината нова модна колекција, но и за тоа колку ние македонците знаеме да се носиме со модата, па и уживаме во модата. Маја, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Сакам да ви се заблагодарам што сте денеска наши гости и што покажавте интерес за нашата работа. Ти благодарам и ти што ја прифати на поканата еве за прв пат да ни бидеш гостинка во Добро утро секое утро. Маја, да се навратиме години наназад, како започна еве твојата љубов кон создавањето и креирањето? Така, значи јас како една артистична личност секогаш сум покажувала афинитет кон креирање, односно кон продукција или реализирање на еден вид идеи кои ми се јавувале уште како малечка. Потребата за креатива и инспирација која се раѓала сама по себе била секогаш препратена со позитивна желба да се исполни тоа нешто во реалност, значи во еден материјален облик. Модата ми изгледала секогаш како добра идеја за тоа нешто, значи идеите кои што може да се реализираат и да се видат во материјален облик. Како малечка се запиша во средно уметничко училиште на одсек мода и дизајн, а понатаму и студирав моден дизајн во Соседна Република Бугарија, кое што можам да кажам дека ми било едно позитивно и огромно искуство за понатамошната работа и доста ми влијаеше во поглед на тоа како ми се развиваше модната мисла. Бидејќи креацијата и модата е еден процес голем на изразување, значи на модни идеи, на една голема психологија, значи во креирање и во израз. Тоа како искуство во Бугарија ми помогна многу понатаму да се реализирам во тоа што сум денеска, нели, еден моден дизајнер, препознатлив да речеме за нашите простори. Да, навистина е прекрасно нели кога се наоѓаш во модно ателје со сите овие бои кои што не обкружуваат. Што беше инспирација, Маје, за твојата последна колекција која веќе е при крај со подготовките? Вака сега да кажам, бидејќи ние во последен период, ние значи самостојно како бренд постоиме веќе 5, ова е 6-та година. Можам да кажам дека со поголемиот тек на работа се појави потреба да дизајнираме повеќе наши парчиња во однос на таа некоја клиентела што ја имаме и бидејќи од секогаш сум сакала да креирам свој бренд, ова е втор или трет обид веќе, значи на создавање на колекција модна од нашиот бренд Маја Деспотовска. Овој пат сме инспирирани од колоритни бои, вибрантни, експлозивни, кои што даваат многу енергија. Исто така може да се забележи специфични кроеви се употребени, значи ние експериментираме во поглед на конструкција на моделите. Вредност на моделите им даваме со рачните доработки, значи има доста рачни доработки на кои што сме обратиле доста внимание и труд и време, бидејќи секој еден модел и секоја креација си бара одреден труд и одреден пристап. Сега ние како моден бренд е многу важно, сакаме да бидеме во тренд со тенденциите кои што се моментално тековни, нели, за оваа година. И можеме да забележиме од светскиве модни писти конкретно и модниве тенденции да забележиме дека светлите, вибрантни, експлозивни бои баш ќе бидат и пролетва и во текот на целава наредна година. Конкретно боите како бои се употребени светли, силни бои, заради тоа што бојата сама по себе во уметноста, секој што се занимава со некаков тип на артистичен израз, знае дека имаат голема сила, односно може да влијаат и врз емоциите на луѓето и со самото тоа и да прикажат одреден тип на емоција или чувство. Конкретно е црвената боја, ќе кажеме, нека биде црвената е силна, понекогаш се поврзува со гнев, но многу често се поврзува со просперитет и со напредок. Можам да кажам дека и со љубов, да, гнев и љубов, просперитет, напредок, негде боја каде што се облекува за жалење, например, од кога ќе почине некој, а негде се облекува за својот прв, како да го наречам, љубовен, за свадба се облекува, значи за
И за доминација. Да, и за доминација, така е. Црвената е силна боја. Така, секоја боја си има свое значење, па ние во колекцијата сакавме ги содржиме повеќето силни бои, за да може да остават силна експресија, еден убав израз, освен во конструкција и во креација, значи и во детали, така и во боја. Да, Маја, сите во текот на нашата работа нели се соочуваме со некакви предизвици. Кој е најголемиот предизвик со кој што си имаш соочено во текот на твојата долгогодишна кариера? Можам да забележам дека од почетоците на мојата кариера како моден дизајнер, секогаш најтешкиот дел е комуникацијата со луѓето, па тоа како вештина, да речеме, се совладува со текот на годините. Проблемите кои се појавуваат во текот на секоја работа, дали е тоа тековна конструкција на одреден модел, значи решавање на некоја проблематика која понатаму пак станува на некој начин предизвик, не го гледате веќе како проблематика, тоа е многу интересно да се забележи. Моментално, еве во целокупнава кариера можам да кажам дека најголем предизвик го гледам или не го гледам, го доживувам создавањето на овој наш бренд во моментот, бидејќи тоа е еден долготраен и макотрпен процес кој што бара многу трпение, а исто така и многу труд. Ние како сите оние кои што се занимаваат со артистични професии, можам да кажам дека работиме минимум по 60 до 80 часа неделно, значи комплетно посветени во тоа нешто, заради тоа што вие имате дел каде што се занимавате со изработка на креации за клиенти, со своји побарувања, значи своји потреби, набавки на материјали, комуникација со вработени, значи шаблонирање, односно конструкција на истите тие модели. Тоа е еден долготраен процес кој што бара навистина големо посветување. Не можам да кажам дека со малку часа работа може да се постигне некаков успех и ние здравје се стремиме кон тоа, значи да се прошируваме. Наредните 2 години сме ги планирале заради тоа што се јавува една потреба да се прошириме како бренд, во смисла не само креирањето на колекции брендови, туку нудиме услуги од типот правиме дизајни за други брендови. Се појавува една потреба да заради тоа што имаме повеќе клиенти со текот на работата секоја година повеќе и повеќе, се појавува потреба да се прошириме. Тоа е, да речеме, позитивен аспект на тоа како се движат работите во однос на нашиот бренд и растењето на нашиот бренд. Да, но што значи да се биде дизајнер во Македонија? Преплавени сме од, да речеме, кинеска роба која што ја има насекаде околу нас. Колку е тешко да се опстане и да се биде дизајнер во Република Македонија? Ништо не е тешко ако се сака, значи треба да се има љубов кон работата и треба многу труд за да се постигне успех на било кое поле, без разлика каква професија, нели, без разлика што сте по професија и каков тип на работа работите. Можам да кажам дека како во секоја работа и во нашата има многу конкуренција. Сега во смисла ние никош не се споредуваме со тие мас продукции, огромни продукции кои што доаѓаат од запад или од исток. Ние сепак креираме некои уникатни парчиња. Јас велам кај дизајнер се оди, само ако сакаш да имаш уникатно парче направено за себе, значи тоа е нашата специјалност, ние тоа и правиме, значи креираме специјални или уникатни парчиња спрема личноста која што сака да го носи тоа нешто или спрема приликата за каде што и треба. Тоа е исто една голема филозофија и психологија на креирање или на смислување и бара точно една психологија и во комуникација и во израз и во идеја. Од одбир на материјали квалитетни, значи зборуваме, до конструкција, потоа проби, и тоа е процес, значи, на изработка. И тоа е дефинитивно најдоброто нешто што може да го направите, да имате едно уникатно парче од дизајнер. Да, и оваа колекција која што нели е веќе при крај со подготовките и со овие силни бои кои што се и така доминантни е она со кое што нели ти ќе одбележиш нели пролета, односно твојата нова колекција, но што друго е ќе се носи, односно како ќе ја опишеш нели колекцијата со која што ќе се носи оваа пролет, но и материјалите покрај боите, нели сите оние детали кои што се вклопуваат во една тоалета.
Вака сега конкретно за нашава колекција, освен силните бои, значи употребата на квалитетни материјали, додатоци како чипка, рачни доработки кои што се, на пример, еве конкретно овој фустан има над 1000 реси кои што се направени од стаклена монистра. Сето тоа е дел од тоа како треба да изгледа една колекција, во смисла ако сакате да представите автентичност и на некој начин да му се даде вредност уметничка на парчето, мора да се одржи некаков тип на детал. Ние сме сега сведоци на многу модни брендови кои што се појавуваат, имаат огромно влијание како на мејнстрим и на моднава сцена, комплетно на светската модна сцена. Можеме да забележиме дека се враќаат некои трендови од 90-тите години. Значи се потенцира струк, кратки сакоа, значи панталони, оверсайз, значи палта, исто така звон некои панталони тип беги пенс, карго пенс. Тоа се гледаме на пример на големава модна сцена и брендови како еве сега во последно време јас тие што ги следам конкретно за мене Александър Маккуин, мислам дека има доста големо влијание на моднава сцена и Балмейн. Маја, колку сме ние пребирливи како народ, односно на колку знаеме што сакаме пред се кога ќе отидеме кај дизајнерот и знаеме да му објасниме што и како сакаме да изгледа нашата креација. Повеќето луѓе не се модно едуцирани во смисла технички да знаат да објаснат што сакаат да добијат, но и како македонките како жени, пошто ние работиме повеќе со жени и со девојки, со понежниот пол, поточно, имаат и како модна свест во смисла за тоа како сакаат да изгледаат. Сега другото нормално е на дизајнерот. Следат и како модни тенденции и сега со помош на овие медиуми кои што не се нон-стоп секаде присутни, нели, социјални медиуми, дали е TikTok, дали е Instagram, и како имаме релација со се што се случува надвор од нашите граници, па така и модната свесност се повеќе се зголемува. Можеме да видиме, јас конкретно следам многу девојки од нашиот град, од главниот град, кои што супер интересно се облакаат и можам да кажам само пофални зборови за македонките, бидејќи ние сме типови на жени што сакаат мода, сакаат да остават добар впечаток, тоа е исто многу важно. Значи не само со својот карактер, таа една експресија, бидејќи модата е исто јазик преку кој може да се изразиме, значи да се изразиме и преку модата. Има ли доволно модни случувања општо во Македонија, па и во Скопје како метропола нели на државата? Нас не е познато дека постојат организации кои што имаат модни настани, меѓутоа јас лично сметам дека нема доволно и сметам дека треба да има една поголема поддршка во смисла на институциите кои што образуваат идни кадри, дали е тоа средно уметничко, дали е тоа некој универзитет или приватна институција која што образува или подготвува следни модни дизајнери. Маја, сите некако од дизајнерите очекуваме да ни дадат совет или кога ќе отидеме на некаква консултација за тоа како да изгледаме попривлечно, поекстравагантно и повеќе да оставиме впечаток. Кој е твојот совет еве до дамите, до девојките, до сите од понежниот пол? Вака, значи треба да се обрати внимание на тоа, посебно внимание на нашата физичка конструкција. Тоа е многу важно, бидејќи и пресудно, да речеме, за нечив изглед, бидејќи не секому тоа што е модерно му стои и не секому секој модел му стои. Треба да имаме една само свест за тоа како изгледаме, во смисла да си ги потенцираме убавите работи, бидејќи за мене сите жени се убави. Значи секоја жена има свој адут, кој што би требало да го потенцира и да го истакне со тоа што ќе го облече. Тоа само ќе придонесе на нејзината харизма, карактер и личност. Ти благодарам, Маја, за одвоеното време. Се надевам дека секако нели и на твоите клиенти кои што ги имаш, но и на гледачите им пробудивме нели едно чувство повеќе за мода и за тоа еве како треба да изгледа една дама. Ви благодарам уште еднаш што не бевте гости.